Навистина, оваа среда сум пресреќен затоа што имаме една прекрасна гостинка која што и дол на многу генерации, 4 децени на македонската естрада, на македонската музичка културна сцена има оставено болен трак. Морам да кажам дека ми е чест што седам со моја колешка која што е дипломирана новинарка, водителка, пејачка и голем неговач и почитувач на македонската традиција, на македонската музика. Таа е буквално синоним за храброст. Таа е жена, мајка, баба, борец, кралица. Јас буквално со нејза порастат, нели докато дете покрај малите екрани кога ја гледав, сите се будеха со нејза, таа е будење со Јулија. Добре дојдовте, мајко, што навистина ми е чест што сте дел од ова шоу. Да, ви благодарам за вака убавата најава и за почитот од еден млад човек кој што на некој начин, еве, навистина си запознаен со она што јас 40 години го работам и ми беше симпатично уште кога ми се јави твојот прекрасен и позитивен пристап и затоа сум денеска со тебе. Често е моје задоволството на нашите гледачи, млада публика која ве прати, затоа што, како што каже во самата најава, вие сте навистина синоним за храброст во оваа држава, имате поминато многу во животот и баш знам дека многу гледачи ќе се мотивираат затоа што вие сте и голем верник, а денески атеизмот е како се шири, така да би сакал еве мојава генерација која што највоглавно мене ме прати да слушате малку повеќе и за верата. Инаку мораме да кажеме дека ви имате нови нели песни, затоа и сакам да зборуваме за нив. Зашто се работи? Ќе не откриете повеќе? Да, сега е таков период некако динамичен за мене. Еве, ти кога воведот го кажа, рече будење со Јулија, значи инспириран од мојата емисија која што одеше на телевизија Сонце 14 години будење со Јулија, и тоа беше една емисија за духовното будење. Арно да, ама сега од минатата година некаде октомври месец телевизијата престана со работа заради тоа што нашиот сопственик од здравствени причини не можеше веќе да ја менаџира. И така да, значи, тоа беше еден период, јас реков, па добро, се заокружи кругот, знаеш, од 14 години, нели циклусот, 7 по 7 години по 7, два циклуси по 7 години, и си дадов малку оддишка, и покрај тоа што имав понуди на други телевизии, но некако седнав и со трезна глава си реков, ми треба мир, ми треба да се одморам од таа постојана трка, нели, за гости, за во живо кога и сам знаеш колку е тоа турбулентно. И така, и реков едноставно целно и што ми се случи во животот, ми треба едноставно одмор во кој што малку ќе бидам со себе и ќе си дадам малку на себе во смисла малку повеќе музика, малку повеќе радост, затоа што кога човек ќе го надвакса тагата, многу е тешко да ја прифати радоста како составен дел на животот, знаеш, затоа што чувствуваш вина, дали јас требам да се радувам. И јас решив, а како? Затоа што знам дека патот до исцелението води од срцето со љубовта и со радоста, и реков, па да, јас имам музиката како другар. Но интересно е тоа кога човек во себе нешто ќе одлучи, а како универзумот почнува да си ги мести сам работите. И мене навистина ми се случија многу музички настапи, многу покани. А дали може нашите гледачи да ја видат песната сега? Сега, секако веднаш, затоа што... Може ли вие? Знам дека сте уморни од водење на емисии, како што сама кажавте, но сакам ви да се најавите вашата песна сега и нашите гледачи да ја видат за неколку секунди. Деша, ти толку во се најави, толку си млад и толку си ми драг. Јас, знаеш како, кога ќе човек со текот на времето, кога ќе го скроти своето его да се докажува, да се покажува, јас веќе немам потреба да се најавувам и да толку, како да ти кажам, некако претенциозно да делувам. Така да ова е се доволно што кажав, навистина благодарам и мене ми е драго што е веќе оди спотот сега.
Тоа беше музичкиот спот на Јулија. Јулија, се враќаме. Знаете што најмногу ме интересира мене и нашите гледачи. А ако се вратиме наназад, Да. како го памтите вашето детство? Вау, па ти многу далеко ме врати, Давид. Доведе пред 20 на години. И имав убаво детство, навистина, како да кажам. За какви вредности бе вашите родители бе воспитувани? Да. Јас моето детство го поминав во Струмица, затоа што живеевме таму, а родена сум во Радовиш, затоа што мајка ми е радовишанка, ама во Струмица живеа таму, татко ми работеше. И имав едно прекрасно детство, имав родители кои што се земале од љубов. И кога ќе си дете плод на љубовта, некако сега, нели од оваа гледна точка, навистина си имал среќа. И јас бев едно многу талентирано девојче. Јас многу сакав да пишувам, да сликам, да рецитирам, да глумам, да пеам. И така, и мајка ми постојано ми читаше поезија, ме спремаше. Моите учителки во школа ме насочуваа постојано кон уметноста, затоа што ги знаеа моите афинитети. И јас некако се изградив во тој дух со уметноста, го носев тоа како жар во мене уште од најрано детство. Потоа следеше запишување во музичкото школо Боро Џони на клавир во Струмица. Се научив сама да свирам на гитара. Браво. И постојано, уште од основно училиште, по рецитаторски, по драмски секции, по музички секции, тоа беше мојот пат уште од дете. Дефинитивно уметничка душа и веќе тоа реткост е тоа, не секој кој што тоа си го сакри, кој што си го замислува тој порив, кој што го гаја од дете да го исполни во животот како професија примарна, вие тоа го оставивте? Па не го остварив до крај. И јас сум била спречена за некои работи. Во Македонија секој е спречен. Да, апсолутно така, се сложувам и ти ги сечат крилцата на некој начин. И стојам како тоа. Но некогаш, например, и родителите не можат да ни овозможат некои работи со оглед на тоа, нели, какви се времињата, какви се верувањата, уверувањата на околината, нели, па и финансиските можности. Така да не секогаш можеме да бидеме во моментот да тоа што сакаме и да знаат нашите родители, моите родители знаеа, но на некој начин не можеа да ми помогнат. Кога јас дојдов во фаза да се запишам на факултет, јас сакав да се запишам на актерска академија, значи сакав да бидам глумица во животот. На ФДО, да. Но тогаш не можеше тоа да се оствари овде и тие некако не ме поддржаа. Но јас сете цел живот, потоа кога се отвори интердисциплинарните студии по новинарство, јас многу се израдував затоа што тоа беше нешто што сепак ми е сродно и блиско. И се запишав на тој факултет, го завршив во рекордно време и покрај тоа што додека се случи тоа, имав други перипетии во животот кои што ме спречуваа исто, но знаеш како, она искра животна кога имаме, кога сме некако на чисто со себе, кога имаш таа енергија, едноставно некогаш и да скршнеш од патот, секогаш нешто ќе те навраќа, ќе добиваш знаци на патот за да одиш таму каде што ти е душата, каде што. Знаеш, и многу е битно ние да ги почувствуваме. И во одредени моменти, знаеш, да ги прифатиме. И колку да ни изгледаат, да речеме, може би безизлезни, може би се прашуваме како ќе биде или што ќе биде, но сепак мора помалку да се ризикува за некои работи, за да се остварат. Но да сме живи и здрави, затоа надежта ја бараме во верата. А ова кога почувствувавте потреба да ја барате вие надежта во верата или потсекогаш сте биле голем верник? Затоа што како што кажав во самата нели најава, мојата генерација 2000 плюс се разочаруваат буквално од се. Ако ти падне сега оваа чашка, тие се разочаруваат и вината ја бараат во нешто што не е виновно за тоа. Може би своите грешки не сакаат да се ги прифатат или својата антиамбиција која што ја немаат.
и го окривуваат Господ, и стануваат атеисти, сведок сум на многу такви животи приказни и гостували сте, правеле муабети приватно и така натака. Кој е вашиот став за религијата и за луѓето кои што се атеисти? Душа, еве јас сега ќе ти кажам нешто. Луѓето ги мешаат поимите. Верувањето во Бога нема врска со религијата. Значи, има еден поим кој што се вика, бидејќи јас се сертифицирав за овие духовни науки и сум сертифициран лайф коуч за многу за едноставно за животот, за тоа како да се спознаеме себе си и работата на себе си, но и за многу духовни техники. И кога човек е тргне на тој пат, тој не тргнува од арно многу што му е. Него затоа што е паталец. Во животот многу се изнапатив и покрај тоа што мојата надворешност не оддаваше, но животот не ме мазеше. Морам да ве прекинам. Што сте во хороскоп денес, сте лав? Риба. Риба, па сте многу емотивна. Да, преемотивна и морав таа своја емотивност некако да ја избалансирам, да ја освестам, да не се разочарувам како ти што велиш сега, ако му падне чашата се разочара и така, или некој, затоа што рибите ги повредува се. Па и раковите. И раковите, ти си ракче, супер водени знаци, затоа се разбираме. И еден трновит пат во кој што доживеав многу губитоци уште од млада, значи, мојот сопруг го изгубив многу млада, на 22 години, само 2 години бевме во брак. Тој отиде од акутен инфаркт на место, што беше за мене таков шок во тоа време. Со малечко детенце од 2 годинки имаше Андријанче. Со сите мои планови кои што сакав да си ги острвам срушени во животот. Значи, и со тоа како е можно да доживеам нешто такво. Јас кога никогаш во животот не си помислил дека такво нешто може да се случи, како би се носел со таква една загуба во некој кој што ти си го гледал како твој столб и така, затоа што мојот сопруг беше 13 години постар од мене и ми беше некој зарце. Да, види, тогаш тој беше млад, а мене ми изгледаше дека има многу години. Значи, јас имам 22, тој 34 и јас мислев... Се венчале од љубов, морам да кажам. Да, види, зашо каква некоја љубов чудна, затоа што јас едноставно гледав заштита во него, не сакав да се мажам. Мене не ми беше целта да се омажам. Ја му велев него, јас не сакам да се мажам. А тој пак, како веќе созран, нормално имаше афинитети да се ожени, како не би се оженил со таква девојка каква што бев јас, искрена, онака отворена, висока, убава, чиста душа, карактеристики. Надворешни, па да и надворешни. Значи јас од секогаш страдав поради мојот изглед, морам да кажам, многу се изнапатив. Со стереотипи? Да. И сакам да ти кажам дека навистина имав еден трновит пат кој што ме натера, губитокот на мојата мајка всушност ме натера да навистина да се запрашам за тоа што ми се случува мене, зошто ги губам луѓето кои што најмногу ми се драги. И тогаш ми се случи јас во таа тага по мајка ми. На колку години изгубивте вашата мајка? Па јас имав некаде околу 40 години. Да. Иако си зрела жена, сепак си дете на својот родител и таа ми беше голема подршка. Да. И се запрашав како јас сега ќе излезам од оваа емотивна криза, бидејќи тагата е опасна работа. Од тага човек се разболува. Од тага се добиваат сите болести. И јас паднав тешко болна. Значи, јас бев болна без диагноза. Депресија? Па не можам да кажам дали сум била во депресија. Тогаш депресијата не се гледа така. Јас бев тажна, јас едноставно, знаеш онако те боли душата. Едноставно тоа е таква болка која што не може да се опише. Јас мислев дека тоа е, тогаш тоа беше голема болка, а после тоа доживав најголемата пак болка, најголемиот понор, значи има од болка до болка до болка,
Ама тогаш јас едноставно во таа моја тага почна да откажуваат некои, како да кажам, функции, станав многу слабокрвна. Губев рамнотежа. Да, значи, затоа што таа слабост, губев рамнотежа, а бев доста, да речам, вака во убави години. Ама сето тоа е всушност, еве ова што сакам да ти го кажам и што ме прашам во врска со духовноста, затоа што јас никогаш не верам верник, јас сум духовен човек, едно духовно битие, за кое што ги почитува сите вери, но духовноста, вербата во Бог е нешто многу поголемо од религијата. Затоа што религијата може да биде институционализирана во институција, таа институција. И секоја религија, затоа што Бог не измислил религија. Бог е еден за християнизам, за сите. Но тој не ги измислил, ниту пак Исус ги измислил религиите, едноставно луѓето ги измислија за да сите бидат кој од кој поголеми и да си го докажат егото дека се поголеми верници, ме разбираш? Так. Но Бог, вербата во Бог, вербата во љубовта или во универзалната енергија, како што сега се нарекува, е нешто многу, многу повозвишено. Нешто што навистина, кога ќе навлезете во тоа, ќе сватите дека животот добива сосема друга димензија. Заради тоа што божествената или безусловната љубов, на која што учи она вистинска духовност, вистинска верба. Ние викаме, значи, има вера и верба. Дали ти веруваш во нешто или имаш верба? Значи, ние сега можеме да веруваме дека овој сок сега ти го цедеше. Да. Си го цедал, да речеме, на ова, може да ме убедиш. На блендер. Или дека е купечки сок. Некој кој ќе го погледне, за прво ти ако не му кажеш, ја ќе помислев дека може ти си го направил, толку што е интересно, има некоја природна структура, ме разбираш? Значи, но кога ние точно знаеме, точно сме усредредени на тоа дека вербата и не е поврзана со религиските догми, затоа што религијата може да биде многу догматизирана. Апсолутно. И да, како што сме сведоци во денешно време, да прави раздори помеѓу луѓето. А зошто јас и зошто моите, да речам, сега малку абстинирам од тоа, коучинг сесии и со млади луѓе и со луѓе кои што се нашле во депресивна состојба, затоа што јас исто така додека работев и на емисиите и со новинарството, работев многу духовно. Сум држала и работилници, семинари, 300 чуда и онлайн работев доста. И тоа ми даде всушност таков те внесува во јасноста. Кога човек јасно ќе ги разграничи работите, веќе јасно знае што да направи. А кога си ти внесен, еве тоа што викаш сега парадокси, малку скокам од едно место на друго, не сакам да бидам преопширна, но просто некои работи не можат да се занемарат. Фантазијата си го прави своето? Види, фантазија, оваа млада генерација, твојата генерација, може толку многу да учи, нас немаше кој тоа да не учи. Разбираш, јас морав сама да трагам по вистината. Но сега е дадено многу повеќе на тацна се. Но од таа даденост може и да се залута некаде. Заради тоа што не е се како што изгледа, како што велат на прв поглед. Но ако сакаш да се едуцираш, можеш. Заради тоа што првин треба да се запраша човек. Што е најбитно? Да влезеш во себе. Во себе и да кажеш кој сум ја, што сакам јас од животот, зошто се однесувам така? Заради тоа што ние сме сплет на сите околности во кои што сме се родиле. Ние ги носиме кодовите, гените од нашите родители. Ние носиме
од нашите предци, наши печати и кодови. Ние носиме уверувања од кога ќе се родиме. Цел живот тие уверувања исто така се надоградуваат од социјалната средина, од школото, од учители, од пријатели, од роднини, од местото, од државата, од системот. И ти сега, умот на еден таков човек, значи тој се раѓа, ние се раѓаме, забораваме што сме биле во минатите животи и доаѓаме со чист ум, чиста свест, едно бебенце невино и чисто. И тоа сирото кога ќе почнат сите да го тормозат уште од мало. И замисли ти, имаш деца кои што ќе раснат во средина каде што биле плод и на уплашени родители. Има. Така. И ако родителот има страв во себе, што ќе му даде на тоа дете живее во страв уште од кога ќе се роди? И тие трауми ќе си ги гаи. И тоа се трауми. И не само што ќе си ги гаи, него на траумата се лепи траума. Заради тоа што внатре ние сме пред се, мораме да знаеме дека ние сме енергија. Ние сите го гледаме материјалното на ова физичко тело. Не е толку примарно, но ние живееме во трета димензија, во материја. И таа материја диктира да ние бидеме материјални и се на ниво на материја да примаме, а тоа е во духовноста, во она што јас сум го учела, примитивизам, ниво на преживување. И ние, ако не се дадеш духовно да пораснеш, затоа многу луѓе остануваат зачаурени на нивото на преживување во материјата, зависни од материјалното. И сега да е млад човек, кога може да рола на телефонот и гледа се и се што изобилие, сега ни се нуди луксус од изобилие. И тој сака да биде тоа, се поистоветува со тоа. Ама не може да биде. Зошто? Заради тоа што на ниво на енергија тој во себе има многу ограничувања. И не се бави со себе да види од каде потекнуваат тие ограничувања и тие стравови, туку се бави со надворешното да го стасам ово или оној, да го имитирам. Да. Ме разбираш? Апсолутно. И сега тука доаѓа до еден голем пат. Па затоа има депресивни луѓе, затоа има луѓе што посегаат по алкохол и по дроги. Егоманијаци. Па види, нас и општеството не учи да го билдаме егото. Никој не те учи дека егото ти треба да го скротиш. Како ќе поверуваш во Бог ти ако имаш его до плафон? Апсолутно. Нормално е да имаш его. Знаеш, многу луѓе кои што се духовни, кои што се доста во духовноста, не може да ја сватат и таа популација која што нормално мора да живее со егото. Мора. Твојата младост го наметнува тоа. Ти мораш и да се надпреваруваш со некој, мораш да се покажеш и вака и така. Не е ништо страшно тоа. Но некаде мора да сватиш, чекај, јас без тие маски кои што се китам, пример, ради, разбираш? Так. Сакам да бидам, не знам, мачо мен, сакам да бидам да носам ваква, да носам Версаче, да имам најскап саат, да, знаеш, да глумам лудило, ке луѓе поземуваат пари, прават чуда за да бидат нели во високи друштва. Вау! И тоа, знаеш како тоа те става во една таква машина за мелење, ти не можеш од тамо да излезеш здрав. Не можеш. Секва ќе си влечеш таки психички аномалии, дефинитивно. Јулија, спомнавте преска дека го изгубивте рано сопруга, тој починал на 35-6 според некоја моја математика. На 34. На 34, значи математика имам единица, дефинитивно. И јас бев став математичар, или покрај тоа што имав 5 учев за да ова. Јас единица си кажу. И јас имав единица во средна школа. Од прва до четврти имав единици. Преста. До осмолетка имав 5. Таму пуска, има врска, ама после тоа. Се смеете сега тогаш што гувавте, претпоставам, имавте мала ќеркичка, како го издржавте тој период кога вашата ќерка Ангел Ан на тие млади години, мали години го изгуби својот татко? Види, Давид, јас заборавив да ја донесам книгата.
третата Зборуваме книга, да, зборувавме, ќе зборуваме, но заборавив да ја донесам, ја имав, но еве во брзината некако ја оставив, не знам, а цело време мислев да ти ја подарам, за да... Тука ќе имаме слика од книгата, моментално ја гледаме како слика, така да може да се купи оваа книга. Па, од сега натака ќе можат само да ја нарачуваат онлайн кај мене гледачите, заради тоа што ни помина договорот со издавачката куќа. И јас имам некако некој свој план, некоја своја динамика за книгата. И така да не може ја некако да испретате, сакав да имам слобода, нели и тие сака да имам слобода во сето тоа. Така да ќе може Вам може да може да ми се на месенџер да ми напишат, да ми сконтактираат и апсолутно ќе си ја добијат книгата. Да. Да, бидејќи таа е автобиографска книга на Ан, но јас може да се каже дека е наша заедничка, зашто јас морав да ја довршам книгата, затоа што таа не успеа да ја доврши. И таму пишува таа пишува за своето детство во книгата. Ан не може да се сети, таа беше многу малечка кога го изгуби таткој. Значи на 2 години човек не се сеќава. Таа се сеќаваше од моите кажувања, бидејќи јас многу настојував да и кажам нејзе дека таа била сакано дете, дека навистина тогаш за нејзини години сум гледала адекватно да и го кажам тоа, но и покрај тоа колку и да е тоа прилагодено отпосле во животот, еве во книгата пишува тој недостаток нивниот родител како се одрази на нејзиниот живот. Апсолутно. И покрај тоа што затоа ние многу е битно во какви услови се развиваме едно дете, затоа не се склопуваат бракови за да утре ти текне туку така и се разведеш. Затоа треба да се брои до 10 и до 110. Затоа што децата патат. Еве ние не се разведовме, по висша сила тој отиде, но едно дете кое што јас цел живот се трудев нејзе да го надокнадам другиот родител, значи сум ни пружала љубов, не сум дозволила да ја чуваат баби и дедовци. Значи јас на снимање, таа на снимање, јас ваму там, постојано бевме за... Како не сака уметноста, затоа што таа беше врхунски сликар, врвен сликар. Па знаеш како... Тие кодови што ги гајлот ке вас добили тоа да стане врвен. Ние секако дека добиваме од родителите, нели наследуваме полно работи. Јас ти реков дека мојата уметност сум ја наследила најверојатно од моите корени. И таа сигурно од нас, исто нејзиниот чичко од таткој беше многу познат уметник, тој живееше во Белград, Борис Мациев. И значи со години тој таму и дипломира уметност и живееше во Белград. Јас навистина прекрасно сликав, но кога Ан почна да слика, кога се запише во средна школа, јас престанав, заради тоа што едноставно се радував нели на нејзините успеси, она како почна да се развива како уметник, затоа што и она сакаше да се запише нешто каде што нема математика. И така да остануваат тие некои нели избори и имаше афинитет кон сликање, кон цртање и покрај тоа што како дете постојано ми велеше мама, знаеш кога има многу цртежи за цртање, знаеш децата нели кога им се насоберат, сигурно и тебе ти се случувало поликовно, едно се ќе се насоберат. Не ме биваше мене за сликање. И она, мамо, ајде цртај ми го ти цртежот, ама немој многу убаво за да не примети учителката дека не сум јас. Знаеш. И така да тие се некои моменти, после тоа кога почна да слика, нормално јас тоа едноставно се радував на нејзините успеси. Мислам дека и таа рано стана мајка, како вас. Да, Андријана, знаеш како, они беа деца и дете си направија. Стефанија е, да, 2 години повозрастна. Значи, таа е 2000-та година. 99. Што има 27, она е дипломирана актерка. 26. Она дипломираше на факултетот за драмски уметности и морам да кажам, еве, голема радост сега пред известно време и покрај тоа што таа ми се лути, не сака да зборувам за тоа. Сега објавив едно постче на фейс од радост, заради тоа што навистина не можев да го држам во себе. Од неодамна стана и редовен член на Македонскиот народен театар. Наследите вработила, браво. Да.
Да, се вработи, ја примија заради тоа што стварно не дека ми е внука, но е перфектна актерка, е толку талентирана, толку е моќна на даските, толку направи за краток период добри улоги и во театрите, и на филмско платно, и во серија турска, затоа што таа дипломираше во класата на турската катедра, на турски јазик, она дипломираше на ФДУ, знаеш? Да. Студираше на турски. Затоа Ако некогаш ќе направам со нејзин интервју, можам да направам на турски, пошто би посто го зборувам и турскиот, покрај влашкиот, англискиот, српскиот. Супер. Да. Значи играше во таа турска серија и така да има театарски во турски театар има изиграно многу интересни улоги. Главната улога играше во Галебот баш кога Андријана почина и она тогаш ја играше за нејза специјално. Како? Тоа се тешки работи. Тешки работи, Давид. Тешки работи, што баш зборувавме пред некоја епизода со девојка која што ни гостуваше болно и се излечила, фала Богу, од леукемија и сакаме мотивацијски да бидеме нели гласни за нашите гледачи и слушатели кои што ни гледаат. Како вие поднесовте таа вест кога дознавте дека вашата ќерка Андријана е болна од таа опака болест? Нешто ќе кажам исто за луѓето кои што види, сум зборувала многу за тоа, да не навлегувам од тој аспект заради тоа што може би ќе ме надваксаат емоции. Би сакала малку да ги охрабрам луѓето кои што имаат такви диагнози. Андријана моја никогаш не рече јас сум болна од рак или јас сум болна од канцер. Или таа опака болест. Еве сега ти што го кажам. Заради тоа што многу е битно ние што изговараме и во што веруваме. Канцерот е состојба на телото и на умот. Тој не доаѓа од лоша храна, не доаѓа од лош воздух, може и да дојде. Ако сега си во екстреми пушиш цигари, јадеш нездрава храна, те уди на јетра или не знам вамо таму. Но Андријана беше една многу умерена личност, многу самосвесна девојка и жена, млада мајка. И во книгата пишува. Затоа таа почна да ја пишува книгата заради тоа што знаеше кога ќе ги стави своите емоции на хартија и ќе се исцели. Затоа што така можеше да се види себе и што држи во себе. Затоа што канцерот започнува некаде длабоко во себе од емоции кои што ние ќе ги потиснеме во еден дел од животот. И после емоција на емоција, од слични такви емоции кои што се натоложуваат со текот на времето, еден ден само нешто ќе се јави како окосница и тоа ќе проработи. Но за да се избориме, за да се изборат било кој ќе има диагноза не само на канцер, за било која диагноза, сега веќе и докторите мора да имаат холистички пристап кон диагнозите. Не да се гледа само телото, него да се гледа комплетната личност. Апсолутно. Да се види душата, да се видат емоциите. Ако емотивното тело не се работи на емотивното тело, ништо не сме направиле. Тогаш диагнозата ќе се враќа. Јас нема да го употребувам зборот болест. Заради тоа што кога се употребува таков збор, вие потенцирате постојано дека си болен и болеста наместо да се повлекува, таа си продолжува да се екзистира. Затоа што верувате во болест, не верувате во нешто што Како да ја конкретизираме тогаш таа состојба? Состојба? Значи, состојба на телото. Затоа што телото веќе кажува тоа е аларм, доста ми е, веќе не можам од тоа, мора нешто да се смени. Кога ќе удри нешто на телото, значи телото го вклучува својот аларм дека нешто не е во ред со нас. Но ние секогаш придаваме внимание, дојдено од ова, од она, никој не гледа, никој не погледнува во себе, дека секоја диагноза што ја носи, фактички е состојба со која што тој се носел подолго време, ама не обрнал внимание. Не обрнал внимание. Ве разбирам. И затоа, кога ќе сватиш, значи, во книгата пишува од каде тие состојби доаѓаат и како таа доби канцерна дојка. Зашто кај жените, еве конкретно,
сега тој проблем ќе да речеме таа диагноза канцер на дојка или на ајде да речеме на на матка или така. Да, многу често. Затоа што зошто добиваат? Тоа значи дека душата ги боли, дека е повредена женственоста, таа женска енергија страда. Жената во нас е повредена, најосетливите делови, градите или матката. Тука е женственоста. А најголема причина за тоа се партнерските односи, во кои што жената е непотврдена, во кои што жената е омаловажена, во кои што жената е поценета, неподдржана и таа постојано голта. А да не речам за жени, кои што сите се болни, горе онкологија полна, жени кои што се малтретирани од мажи, од семејно насилство, уште од татковци, од не знам, најрана возраст, од најрана возраст, да. И тие сите, затоа е битно да се соочат со тој факт. Канцерот е излечив. Но битно е колку ние ќе погледнеме во себе, за да тоа можеме, знаеш кога е неизлечив? Како Андријана што ја уништија, затоа што ја предозира, да. Затоа што ја предозира и затоа што едноставно нема одговорност за тоа што беа поважни профити отколку здравето на пациентите и нема многу да се навраќам на тоа, судските процеси се уште траат, сигурно го знаеш и тоа дека бев повикана како прв сведок. Како прв сведок бев повикана, јас се забезекнав кога после 3 години ме викнаа, заради тоа што ја веќе немав сили, јас се знаев што и направија тие. Зашто Андријана беше здрава веќе. И од кога они ја уништија, од кога почна масовно да ја трујат со хемии, со неадекватни терапии. Која терапија примаш, Андријана? Не е битно. Нема да расправаме сега за тоа, затоа што тоа само ќе кажам дека неадекватно, затоа што јас тоа не го измислив, јас тоа го знаев. Так. Ама тогаш кога зборував јас, никој не ме слушаше мене. Затоа што си мислеа, Јулија, сега тешко е, ама од канцер се умира. Не. Од канцер поготово, тоа е банална работа, на доека треба секој да може, секоја жена да се излечи. Ама ако има адекватна терапија со таквите пациенти, треба да се биде многу внимателен. Тие терапии како се дава, значи тоа треба да се знае според тежина, според се она како е организмот, па да се напише терапија. Моето дете го предозира. И таа веќе не можеше да се избори. И тоа го докажаа судски вештаци. Ама процесот трае ден денес. Јас реков, јас моето го кажав, а другото нека си го кажат они. Знаеш како, јас оштата не барам, мене не ми требат финанси. Јас кога Ана отиде, јас немам ништо што да ја погреба. Ние толку паднавме финансиски во моменти на COVID, во период на COVID, без работи, без финанси, со таква диагноза, значи ти глава не знаеш кај ти е. И не сакам да се навраќам затоа што навистина ме совладуваат емоции. Сакам да кажам и солзите се човечки. Да, но идејата ми е народот ве почитува, вие сте синоним за храбра жена. Фала душа. Навистина мене и како секој човек не боли, пошто јас сум бил на онкологија, сум носел близок човек баба ми. Така да сум била се и сешти, многу неправди таму и тоа чекање и тој нељубезен пристап на самите медицински лица кои што таму работат. Види, таму има и медицински лица кои што се многу љубезни и многу одговорни, затоа што е тоа тешка работа и многу се малку за да можат да ги обслужат сите пациенти. Но ние, имавме таа, да речам, несреќа или голгота, на луѓето што најмногу им верувавме, најмногу да не изневерат затоа што ти во докторот гледаш Бог. И затоа што Ан толку свесно имаше толку енергија, волја, желба, преброди толку работи, пишуваше книга, направи изложба со огромни дела, 1,20 м на метар дела, направи изложба, оздраве, почна да вози кола, значи, и одеднаш менување на рекурсот, менување на терапии и таа не отиде немаше веќе канцер на доека. Не го уништија црниот дроб. Метастази? Црниот дроб полнеше водата, знаеш што е?
црниот дроб не можеше да ги isпроцесуира сите тие хемии, душо драги. Ете, душо драги. И да не ги плашам луѓето заради тоа што јас сакам да им влеам надеж. Да внимателно да ги бираат своите доктори. Внимателно да бидат многу внимателни со себе. Топло им ја препорачувам книгата затоа што Ан ја соголува таму душата, како всушност и од каде почна незина, каде траела таа болка за да го добие тој канцер со години, таложен. Јас сум жива книгата. Да, јас сум жива. Гледаме моментално тука, гледаме оваа книга тука, така да кој сака да ја купи оваа прекрасна автобиографска книга на Ан, нека ве контактира вас на Facebook. Може, да, во Месенџер. И ќе си има комуникација со вас за да си ја купи таа книга. На книгата морам да кажам дека корицата гледаат ангел, тоа е Андријана. Значи, јас ја насликав Андријана како ангел, како што ја видов, како што таа дојде. Затоа се вика јас сум жива, затоа што јас постојано тврдам дека Ан е жива. Затоа што смрт не постои. Тоа е духовноста, тоа е верата, душа моја. Тоа е тој еден единствен Бог кој да ни дава живот. Ние зборуваме за воскресение, а луѓето не се свесни што е тоа воскресение. Точно. Ние зборуваме за вечен живот, луѓето не се свесни што е тоа живот вечен. Ние зборуваме за простување на гревовите од Бога, луѓето не се свесни како Бог ги простува гревовите. Значи, многу малку знаат од духовноста, многу малку знаат од верата. Верата. Секоја вера е добра, секоја вера учи на едно исто. Само колку ние знаеме да ја разговетнеме таа вера. Библијата, па нема повистината книга од Библијата, ама никој не ја разбира и му е досадна. А јас почнав првено од Библијата и после почнав да читам книги секаде каде што се спомнува Бог. Затоа што сакав да го спознам Бог во вистинска смисла. И да сватам што значат некои работи, кои се пораките во Библијата кога ги читав тогаш и зошто не ми се доволно јасни, а сега ми е толку многу јасно. И јас кога велам дека моето дете е живо, луѓето ме правеа дека сум се пореметила. Зошто? И па заради тоа што не веруваат во таа ваша теза? Па да, не веруваат. Знаеш како сите веруваат во тело. Јас си мислам дека зборам дека она е така жива, но јас велам, телото е минливо, ама душата е вечна. И јас тоа не го измислив, не сум ја толку ни паметна да измислам нешто такво. Тоа го кажале многу поголеми луѓе од мене. Тоа го пишува во сите свети книги. Но луѓето не го разбираат тоа. И знаеш како, кога ти ќе се сретнеш, види, искуството, јас, еве сега, во твојата емисија, можеби за прв пат ќе кажам, јас во животот, што најмногу барав од Бога, кога го осознав Бог, кога открив полно работи, уште од кога мајка ми за мене. Постојано го молев, Господи, дозволи ми да спознам безусловната љубов, да имам толку љубов во себе, толку безусловна љубов, да налик на Тебе, да наликувам, зашо викат да сме, нели Бог не направил да бидеме по ликот Него. И јас велам, сакам да се доближам што повеќе до Бог и до Неговиот лик. И водиме по патот на безусловната љубов. И гледај сега што се случува во животот. Значи, зашто вика, има една изрека. Вика, пази, внимавај што бараш, може и да ти се оствари. И се нели луѓето кои викат не вака, така им нешто барат, нели нешто ќе им се оствари. Мене како шо ми се оствари? Може би патот на безусловната љубов бил токму тој да го изгубам и моето дете. Замисли колку ние бараме нешто, ама не знаеме како да дојдеме до тоа, ама Бог има свој план. И јас кога дојдов до тоа спознание, дека Ан е отидена со цел кај Бога, дека Бог има план и дека таа е спасена во Бога, затоа што луѓето
само ние кога ќе се спасиме овде во нашето материјално тело на земјата, мислат дека Бог ги погледнал и дека има некаква правда и дека Бог е добар и дека тогаш Бог ги гледа. Точно, за жал така мислат. Но не е така. Не е така. Не е секогаш така. Таа се спасила затоа што овие луѓе, поготово тие на онкологија, направиле најголемо зло. Не само тоа. Тоа е многу малку за да ние видиме широката слика божествена. Таа е во функција на Бога, затоа што на Бог му треба чисти души. Така. Не одат сите грешници и најголемите. Затоа што кога почина мажот ми, тогаш бев многу млада, 22 години, и го прашувам отецот кој што пееш на гробиште. Му велам, оче, зашто тој беше толку млад и перспективен и се, и зошто јас сега да поминувам низ тој живот таков. Јас замислував мојот живот да биде поинако, весел, радосен, да се радувам, јас секој ден сум на гробишта. А тој ми вели, Јулија, па ти кога ќе отидеш во некоја градина, ќе ја скинеш најубавата ружа, така и кај Бога. Така да, прифати го тоа што е промисла Божја. Биди среќна до сега што си го имала тој човек. Зошто е тој отиден? Ќе дознаеш многу покасно. Јас сега не можам да ти кажам. Ама ти, ако се трудиш и ќе дознаеш, тоа беа зборовите на отец Драге кои што сега одамна почна. И така, да. Е така, оваа Јулија се калеше во животот и го прифаќаше Божјот план, кој на прв поглед не е добар. Како е добар кога ќе ти отиде некој најмил? Така. Но, ние, ако сме вистински верници, еве, постојано се навраќам на тој, за да ти објаснам што е верата и вербата, како тоа се преплетува и како тоа нема врска со религијата. А има врска пак. Не сваќаш? Но не треба да биде доминантно религијата како институција која што ни наметнува некои работи кои што луѓето не можат да ги сварат и на кои што не им е јасно зошто, например, не знам, плаќаш толкава цена која ќе треба попот да отпее или на гробиште или некој работи. Не сваќаш? Точно, многу сте во права. Мислам, Јас тоа се запрашувам, точно. Тие работи зашто јас сум дошла, да, треба попот да пее, а не сум имала динар. Па да, не сум имала. Јас кога Ан отиде, јас го допрев дното. Јас немав пари со што да си го погреба моето дете. Кој ви помогна? Ми помогна професорот на Стефанија, класата на Стефанија ми помогна. Затоа луѓето не ги двојам јас по вера и по националност. Затоа што тие се турци, се муслимани. Но тие се моето второ семејство. Затоа што тие дење ноќе дежураа со нас горе на онкологија, додека беше Анг се бореше последната недела со животот. И затоа што никој од моите пријатели, никој од моите роднини, никој не дојде, само тие дежураа дење ноќе со нас. А Стефанија требаше... Да, а Стефанија требаше да полага, значи тој беше завршниот испит, играше главната улога во Галебот, на даските на Турскиот театар, закажени представи, главна улога, а Ан треба да замине. И што се случи? Дента, она треба да игра, а доаѓа директорката тогаш на Турскиот театар и мене ми вика, Јулија, знаеме што се случува. Значи, гледаме, тука сме, не мислам глупаво да кажам, тука сме, ги гледаме. Представата е закажана и распродадена. Но кажи ти, ќе откажеме представата, зашто знаеме со што се соочила Стефанија. Јас викам не. Јас нема да кажам. Стефанија мора да одлучи. Ама вика Стефанија сака да игра. Сака да игра, вели, ќе играм тоа, јас си го должам на мајка ми. Ја викам како одлучила Стеф така. И доаѓа Стефанија и ми вика, бабо, јас ќе играм. Јас одлучив да играм. За мајка ми ќе играм. Ја викам, Стеф, си ја донела најправилната одлука. Мами ќе биде среќна. Она вика, сакав ти да ми дадеш благослов, затоа што вика, мами ми даде благослов. А Андријана
беше до толку свесна, она кој ќе изборевме, ќе не слушаше и само со рачето ќе мрднеше или со главчето ќе го потресеше, за да ни одобри дека е окей. И она вика, мама ми потврди, ама сакав ти да ми ја потврдиш. Викам, сине, играј за мајка ти ќе биде добра. И она, знаејќи дека ти ова ќе го направиш, она утре ќе биде добра. И знаеш ли што се случи, дете моја? Ти си моја дете, ти си мојата внука. Така се разделивме, отиде Стеф на представа, дента, отиде кај нејзина другарка да спие, рече, мами, јас одам. После премиера, ние ќе имаме дружба, и јас не ќе можам да дојдам, ќе спијам кај другарка ми, ама утре са бајле да ме чекаш, јас ќе дојдам да ти кажам како поминав. Утрето са бајле, јас се звонам на Стефанија, велам, сине, докај си? Она ми се јави ноќта, вика, бабо, супер, поминавме и така. И вели, како е мами? Викам, добра е. А ние се бориме цела ноќ и докторката рече дека некаде... Ситуација? Да. И вика докторката, кај да е са бајлево, очекува дека она веќе ќе замине. Јас цела ноќ не заспав. Се молев, изборував. И за да, кога Стефанија ми се јави, рече, идам на кај онкологија, сега за кратко ќе дојдам, околу 9 часот. Андријана последниот здив го испушти Стефанија кога влезе. Пред да влезе, да. И може да замислиш ти, она мене, бабо, што е? Значи, тоа беше само да не ја види колку е тоа, како да кажам, водено некако, заради тоа што едноставно се енергија. Се енергија. И тие тешки моменти јас не би сакала да ги прераскажувам, но сега имам и повеќе, да речам, и сила да го кажам тоа порано и не можев, но сакам да ти кажам... Пред да влезе, се извинувам, пред да влезе Стеф кај Андријана во соба, таа веќе... Да, последниот здив пред да влезе. Значи, јас веќе бев тука до неј, заклечев на колена покрај креветот и она испушти здив. И ја... Тоа го пишува во книгата, всушност, се пишува во книгата. И Стефанија, која дојде, више види дека е готово, викам, сине, мами не икеше да го видиш ти тоа, но она замина. И после Голгота, како ние се опоравувавме, и јас му сејавам на Владко мој. Владко работи во Бутел, често го има на фейс и на литургиите. Сите, тој е свештеник. Му викам, Владче, вака и вака. Леле, вика, Јулија, што ми кажуваш? Викам, сега имам една молба до тебе. Ја немам пари ни за леп, ни за бензин, за ништо. А детето мора да се погреба. Леле, вика, барем нешто земи од некој, немам од кого, Владко. И јас сум во состојба, а не сум спиена недела дена, не сум јадена. Јас не се опишувам мојата состојба. Те молам да го завршиме ова. Све што треба за Ан, нема да те останам должна. А покрај мене, бидејќи професорот на Стефанија постојано беа тука, се менува они цела класа. И ми вели, Јулија, немој да му објаснуваш на човекот. Ние се ќе платиме. Само да отидеме, ќе одбереш се што треба за Андријанче, најубаво. А ти не се секирај воопшто. И кажи му на човекот нека спрема, ние сме со тебе. Тие луѓе како се зорганизираа, што направија, они све платија. Оти ние не бевме свесни, а и Стефанија бевме сами. Значи, тие беа со нас, тие не однесоа, тие не вратија, тие после извесен период исто ни помогна финансиски, за да можеме да со основни работи да се снајдеме. И така да нашата Голгота не се опишува. Значи, ти кога ќе го допреш, затоа сега кога им белам на луѓето, кога ќе го допреш дното, такво дно, кога ќе погледнеш на смртта во очи, кога ти оди едното единствено дете, ти
веќе не си истиот човек. Не си истата жена. Ти си изгубил се, ти си изгубил себе. И од таа позиција која ќе се кренеш, ако се кренеш, мене сам Господ ме крена, затоа што верував во Бога, ете само тоа. Затоа што верував во неговиот возвишен план, кој сега ме го открива. Мојата комуникација со моето дете од другата страна. Тоа секој не може да го доживее. Тоа е благослов. И не знам зошто. Ете ја барав безусловната љубов. Може би била таква. Да не го обвинувам Бога за ништо. И покрај тоа што моето дете едно единствено отиде. Тоа е голготата на Марија. Тие мајки, Мари, но и таа остана верна во Бога. Значи да не хулиме на Бога. Точно. И да се кренеме кога сватив дека јас се разболувам, дека јас умирам, и кога сватив дека само ќе му наштетам на моето дете на Стефанија, дека јас Бог не ми го даде овој живот за да се влечам како претепана, него да му служам, додека сум овде на земјата, да му служам на Бога. Достоинствено. Браво. Затоа што Бог мене еднаш ми се јави, но не може се во емисијата да се каже. Но јас тогаш не знаев што точно и не знаев како. Само барав да ми го покаже патот, но патот не се открива одеднаш. Патот трае. И затоа луѓето треба, што е вербата? Да веруваат во Бог, ќе излезат од понорот. Кога ќе се соочиш со смртта, ти веќе не се плашиш од неа. Јас сега воопшто не се плашам, имала, немала пари, имало, немало за јадење, имало, немало не знам што да се облече, воопшто не робувам на тие работи. Затоа што знам што е најважно во животот. Мојата мисија е да му служам на Бог, да го засакам толку многу и да ширам љубов и да ги сакаш си толку. Зашто луѓето се толку агресивни, лути, бесни кога ќе изгубат некој? Затоа што се одвојуваат од љубовта и од Бога и затоа што престануваат да веруваат во Бог. А ти кога ќе омекнеш, кога ќе го омекнеш своето срце, кога ќе прифатиш Божјата волја, колку и да е тешка, тоа е верба. Тоа е вера. И тогаш, од нигде никаде, Бог ќе почне да те возобновува. Јас душ од рана не личев на себе, јас имав 40 кила. На 62 години. Јас имав 40 кила кога Ан замина. Ја бев свиткана како кифла. И сега луѓето ми се чудат како. Јас велам само затоа што јас година дена, јас, болката, Бог и Ан. Затоа што знаев дека никој не може да ме разбере. И затоа што тој што не го доживел тоа, тој не може да го разбере. И затоа знаев дека сама морам да се соочам и да ги направам сите муабети и да ги исплачам толку многу солзи и да се корнам и да викам и да трескам. И тој што треба да ме слушне, само тој ќе ме слушне. И не треба друг никој да ме слуша. И затоа сега можам вака нормално да седам и да сведочам и да зборувам, да не ја губат вербата. И да не бидат озлојадени на Бога, затоа што тогаш го замрзнуваме своето срце. И тогаш ни се случуваат уште по-лоши работи. Значи, почнуваме да мразиме се околу себе, ти смета ова незадоволство, како можеше Господ ова да ми го направи, проклета болест, ваква, таква. Значи, мора да сватиме дека се до што сме дошле
во животот, до секое, како се вели, верски искушение, Точно. или во модерната психологија предизвик, всушност не дошло преку ноќ. Тоа тлеело некаде во нас. Сега, некој ќе има пат да се справи и да остане овде на земјата, и ако не ја свати пораката што му ја носи диагнозата и пораката од Бога, пак ќе му се враќаат тие диагнози, пак тие состојби. Затоа сакам да им кажам на луѓето, нека погледнат во себе, зашто кога викат ми се врати. Ти се врати заради тоа што лекот, хемијата што ќе ја испиеш, не ти гарантира привремено, да, но не ти гарантира не оздравување. Во духовноста се вели исцеление, затоа што ти требаш и ментално, и физички, и психички, и емотивно да се исцелиш. И тогаш таа повеќе нема да се враќа. Но до тој момент човекот перманентно со лекувањето, дали ќе одбере класична медицина или алтернативна, како год, алтернативната не е алтернатива, него секогаш била главна, таа и мора, додека трае другото, човек мора и здраво да се храни, и здраво да живее, и здраво да спие. Значи, мора и да работи во целиот тој процес, додека оди низ тој процес на лечење, да речеме, мора да работи и на себе, на својот ментален и психички склоп, за да тоа биде навистина онака како што сака исход, да добие исход како што сака. Апсолутно. Ова навистина е најдобрата теза која што можеби ја слушам во мојот живот, и многу мои перцепции се сменија во главата. Верувам и дека на нашите гледачи полека сигурно, за жалост, доближуваме до самиот крај. Нешто што ми предизвика големо внимание и морам да го кажам. Дали душу? Рековте, родни ми пријатели, никој не дошол на онкологија. Дали на тие луѓе им простивте, дали тие луѓе ви се јавија потоа да ви изразат она, човечки кажано, морално сочувство? Види, душа. Значи, најголемата доблест. И дали ве разочара во тој момент? Најголемата доблест и најголемата свесност на еден човек во духовноста, во верата, во тој духовен раст е простувањето. Исус како вели? Сакајте ги своите непријатели како најблиски од свој, така? Да. Простувајте и на пријателите и на непријателите. Ако не ја разбереме таа теза, зошто некој ни прави нешто што не е добро? Затоа што тој е во страв, тој е уплашен човек. Затоа што е тој далеко од љубовта. Јас ги разбирам тие луѓе, зашто одма знам што имат во себе, што носат. Затоа што сум студирала психологија за да бидам лайф коуч, тренер за личен раст и развој. Браво. Сите книги треба да ги прочиташ на сите најголеми светски автори. И затоа што тие луѓе се во страв. Тие луѓе се во страв од прво што мислат дека некој ако носи некаква диагноза, кога доби канцер, дека тоа е заразно, не дај Боже, с краја да е подалеку од мене. Така? Друго, тие луѓе се одвоени од љубовта. Немаат емпатија. Не е битно. Апатични, значи. Па немаат емпатија, први немаат љубов кон себе, први, знаеш како, уверувањата се и зависи што растеле, што читале. Значи ти сега пази, има луѓе кои што мислат дека се знаат она што на Facebook ќе прочитаат некој, па мене тоа ми е јасно. Ме сваќаш? А се директно технологија AI може Да, се тоа се врти. Ама ти требаш тие работи да ги процесуираш и низ животот. Значи јас не можам да се правам добра, а да правам лошо. Значи, како можам јас, има постулати кои што кажува, значи тоа се прости работи. Има хипокрити колку сакаме во општеството, така да. Ама види, не можеме да бидеме не можеме да бидеме лажно добри. Ние ако носиме маска на добар човек и се криеме за таа маска, и ти сега не знаеш дека јас ме гледаш ти мене со маската, така?
Не си во толкава свесност да можеш да одредиш, млад човек си, ќе ти доаѓаат многу такви маскирани, да знаеш. Но, шо е вербата? Ама еден има горе што знае дека јас носам маска. Значи, тој гледа, ти ако веруваш, тој гледа се. И ти, еден ден во животот, се она што си го правила, ми еве го пишала во сите свети книги, ја не сум тој гениалец. Така да. Значи, само го применувам тоа што сум го прочитала. Ни своето искуство, ни својата пракса и тоа се обистинило. Значи, луѓето, тој што не се однесува соодветно на божествениот кодекс, еве да кажам, но тоа ќе бидат тешки зборови за некој што има 10 Божји заповеди, но никој не ги почитува. И практика. Па да, тоа, значи ако ги почитувам, јас си ги практикувам. Значи, тоа е нешто, знаеш како мислат? Нешто напишано, секако тоа некој да го кажал тамо пред 2000 години, ама знаеш сега ние ќе се го моделираме по наше. Час ќе бидеме нешто за некој добри час. Тоа е манипулација. Добри зони од кои што треба да извлечеме корист. Да. И тогаш ти не работиш по Божјите законитости. И ова друштво, се ова, Давид, младци, запамти ги сонце моје овие зборови. Е манипулација, една голема манипулација. Прво што научуваат луѓето од млади години да манипулираат. Да манипулираат со се и се што на секаков начин. Секогаш кога нешто ќе имаш негативно во себе, секогаш запрашиш се зошто јас, од каде тоа јас ја го чувствувам. Значи јас не сум во добра состојба, значи јас сум избегал од Божјиот пат. Значи нешто е во мене, да, тој сега камерманот тебе може да ти причинува незадоволство. Да, јас сум тоа сигурен. Знам зошто. Не. И може, ама ти треба да речеш, чекај, зошто јас се нервозирам сега заради тој човек? Може би тој денеска, пример да речеме, нема е денот, како секој човек. Нема да ручкува. Може би си има човекот проблеми. Може би ова, значи нешто до мене е, значи јас не сакам да се ставам во улога и да имам малце емпатија сега во моментот, да разберам и да речем, чекај, може би, како викат кумановци, не е му денеска ден. Да. Така. Ама овој човек е многу добар стимател, он пропатрамата сега со мене, затоа што екипата која што работи со години со мене, денеска има во еден друг град настан. Да ти кажам нешто, овој човек требал да ја слушне мојата приказка. Ништо не е случајно, тоа е одбраниот, така нас и Господ не одбира за некој работи. Ете, јас така гледам на животот. Браво. Затоа што ништо не е случајно, кога нас нешто ни се дешава контра и ние мислиме дека не е тоа добро за нас. Тогаш, значи, има причина, не одма да псуеме, да викаме, види бе ова се... Чека да видиме што сега по Божјиот план ќе ми се случи. Да видам да прифатам, да се прилагодам. И сега може би мојата приказка несвесно му требала и нему. Може он требал да ја чуе. Насваќаш? Така Бог ги мести работите. Ама луѓето не гледат така. Ова ние се што ни се случува во животот, се знаци, се сме ние енергија. Значи ти си сакал, си имал добра волја да ја слушнеш мојата приказка на гледачите да ја пренесеш. Например, аз сум можел да ме поканам лани, прехлани, другата година. Сакам да кажем, се е однапред организирано, ништо не е случајно во универзумот. Па така е. Да, и затоа некои работи, затоа сме ние сега ова идеална тројка, што го правиме ова, што го слушаме и што учиме лекции. Зашто викат, ние сите едни на други сме учители. Затоа што ти можеби си имал потреба да слушнеш нешто, ама учителот ќе ти дојде кога ти ќе си спремен тоа да го слушнеш. Значи, јас сега сум во улога на учител, можеби. Можеби тоа ни во најдобрата книга и најдобриот учител не би ти го кажал. Но од еден човек кој што искрен, една жена која што го отворила своето срце, и ти сега гледаш дека ова веќе добива друга перспектива. Значи, во моментот ние едни на други сме си учители, сме си преносители на нешто што требаме заедничко да го слушнеме, да го одиме, да биде божествена креација. Ете. Така. Такви се божествените креации. А луѓето, знаеш како? Луѓето во материјалното, сега, например, еден човек, може би јас таа која што го носам тој дух во себе, сум придонела исто
да некое поле овдека нешто се расчисти, да дојде некоја друга пермутација. Ме сваќа затоа што се е енергија. Јас тоа не сум го предвидела, мене ми е потполно се исто кој ќе биде. Но затоа што се енергија, енергијата некого одбива, некого привлекува. Но ние некогаш си викаме како кога јас толку многу верувам, така? Или јас сум толку добар, сум направил толку добри работи, луѓето велат како бе јас сум толку добар, а се лошо ми се случува. Јас го зборам тоа за сам себе, искрено кажувам за прв пат во мојот живот, баш пред вас. А ми се случува се лошо. Да. Така. Не се лошо. Па не се лошо. Него ми се случува такви предизвици, зошто морам јас да бидам во таква ситуација, зошто не сум прифатен, се е околу прифаќањето. Како сме ние прифатени? Зошто, например, криминалци имаат повеќе привилегии, а чести луѓе немаат. Тоа ми е најчестото прашање кое што сам си го поставил. Ке ме викнеш во некоја следна емисија, јас ќе ти одржам коучинг на тие теми, затоа што навистина ги владеам. Ама ќе направиме во живо, може. Може и во живо, да, заради тоа што спремна сум јас да одговарам на такви прашања, зошто тоа се случува, заради тоа што на планетарно ниво, кратко ќе кажам, на планетарно ниво, значи се случуваат големи промени. И ова е, знаеш како, голема борба, она што го читаме во светите книги, на доброто и злото. Ние сме тие кои што сме привилегирани да живееме во ова време. И ова не е случајно дадено, затоа што некои од ова ќе го разберат и ќе бидат носители на светлоста. А светлоста не се добива туку така затоа што си добар. Ти мораш да поменеш низ Голгота. Исус спомена тешка Голгота за да воскресне. И ние, за да бидеме како воскреснати овдека на земјата, да бидеме живи, зашто меѓу нас има живи мртовци. Точно. Не разбираш? Како тој живот, како тој човек во кој што нема божествена искра, што е животот, нема емпатија, нема љубов. Како тој човек ќе го оди животот или ќе знаеш ти да го развоиш доброто од злото, така што ти ќе се научиш да ги читаш енергиите. И тој тебе ти е учител, и тој што ќе дојде со таква енергија. Јас школа. Само што ги видам луѓето, веќе знам што носат во себе, како скенер да имам, а имам, Бог ми даде. Може ли мене да ме опичате за сањата? А вака од првот звание што ме гледате во живо? Не бе, те гледам во живо, значи апсолутно не сакам да ти кажам. Не сакам да ти кажам. Не во тој контекст. Да, сакам да ти кажам дека не треба да се оптоваруваме со тоа што мислат другите за нас и како другите ќе не етикетираат. Затоа што мојата надворешност, јас нели ти кажав дека кога дојдов си носев сако, ама сум го оставила попат. Јас навистина сакав да бидам во контекст на она што ќе окажувам, да не бидам нагоре со голи рамења, сакав да си носам сако и ќе ми простат гледачите. Но ете се случи така како што се случи. И што е сега поентата на сето? Значи, некој има во таква состојба, она мене што ми се случи, ќе се изнервира, ќе псуе, ќе вика како можев или јас сакав да изгледам така, зашто нормално тоа ми е комплет од мојата девојка која што ме облекува, која ме спонзорира и ќе беше добро и за нејзе да изрекламирам, да пуштам некоја фотка. Сега ќе кажам како се вика. Да. ЖД Тамаш, тие се онлайн работат, значи фирма која има што неверојатни женски гардероби. И благодарам на Жанета на вистина секогаш. Сакам да ти кажам, и јас сега свесно размислувам што ќе направам, што би направила јас, например, ако се изнервирам, нема ништо да добијам, ќе упропастам емисијата, ќе се нервирам без потреба, веќе јас сакото сум го оставила таму затоа што кучињата завртка околу мене, керка ми рече тука ти е сакото. Добро. А има луѓе кои што ќе делуваат експлозивно, па како можев јас? Да, ќе псуем. Вратам, ајде побрзо, дај да завршиме. Давид, ајде да презакажаме, имало. Јас душо воопшто не псујам. Браво. Да, и тоа со години. Па немам потреба да псујам. Јас не можам да замислам, пример, јас немам партнер 100 години, но замисли, јас не можам да замислам жени што имат мажи и што трпат да ги псујат.
Или па девојки кои што дечкото ќе ја опсуе, или па ќе ја псуе мајка и таа утре ќе се зене со него. Ало. Чекајте, ви кај живеете? Како може да има со физичко насилство жени кои види тоа баш тоа секаде зборуваме први што зборуваме, а да не зборам за тоа другото. Да. Ќе отидеме многу далеко. Каде се гледат прв пат кога ти како ќе одбереш ти партнер? Ако тебе партнерот те псуе за секое едно нешто, еве за младата популација се разочаруваат во дечковци, во девојки. Како ти со него ќе градиш нешто повеќе ако тој денеска те опсуе ај упма за ова, ти псуе мајка, што те родила. Па како не му е срам утре да се појави пред незината мајка? Да, бра. Како те да псуеш со такви погредни зборови и да се појавиш утре пред твојата баба? Па јас тоа не можам да замислам мислам колку е тоа негрдо. Тоа е нешто дно на сите дна. Можеш да имаш што сакаш, Давид. Ништо нема да ми значи. Зборовите се тие кои што утре ќе ти изгледат и добри партнерства. Затоа жените се разболуваат од канцери на дојки и на материци. Затоа што првин мажот ја псуе мајката. Материцата од каде што искочила. Тоа псуе секој ден. И таа се наоѓа повредена. Тука, а не му кажува ни нему. Нема на кого да каже и тоа само се трупа и се трупа. Додека не експлодира, душа моја. Ете тоа е, значи, ние сме тие кои можеме да направиме избор за некои работи. Како ќе ги примиме? Како прво, значи јас сега кажав банален пример со моето сако, ама кој што можеше ова емисија, нели да сега да се лигавам нешто и тебе, леле Давид, ама знаеш ја не можам, те молам одложи го снимањето. Така? Има и така. Има. И се случило. И ти се За многу побанални примери од сако прстенот го немам и одговара со ова. Знаеш како, Давид, јас искрено да ти кажам, затоа што медиумот налага така, инаку јас и во мојата емисија неш кога бев душо драга во живо, јас веков, знаете што преку глава ми од тоа каква гардероба требам јас да носам кога сум на емисија. Ја би секој ден да се доаѓам во фармерки и во мајца, кој сака да ме гледа, а знам дека ќе ме гледаат сите, ама зашто? Затоа што може да чует нешто паметно, битно е што кажувам јас. А не како јас ќе се накинџурам, мада никогаш не се кинџурам нешто од тоа што не сум. Ама се ти е џабе материјално ако ти внатрешно не... Ако ти е празна. Да. Јас сум сигурен дека нашите гледачи веќе ќе го направат, веќе го направиле тоа што ќе го направам сега јас, ви се поклонувам, затоа што сте навистина синоним за храбра жена, упорна жена, борец, така да секоја жена и секој човек треба да се огледува на Јулија Нациев, вечерашна гостинка во Icon Show. Јас ќе бидам навистина среќен и почестен ако за 2-3 месеци од сега не дојдете во лајв и да направиме една емисија со те гледачи, да бидеме гласни на многу теми кои што се од општествен карактер, а ќе не интересира сите нас и вие ќе дадете адекватни одговори. Може, душа, нема проблем. Фала ви. Јас би сакал, јас чисто би инсистирал вие за крај да одјавите, само да кажеме купите нови песни. Да, сакам да одјавите. Може ли една, еве јас би сакала за крај не да завршиме со една моја песна, која што деновиве се врти многу на телевизиите, која што ја направив пред 14 години на Алешочкиот Фолк Фест, и една автентична приказна, се вика Приказна за Хаџи Мило. Ќе го видиме спотот, таа е спотовска песна, значи да се потсетат на тој спот, а и сега многу ми ја бараат, заради тоа што навистина една песна која што се здоби со трајни вредности, многу ми е драго, јас сум, како што сум пееш, така сум и композитор и текстописец на многу мои песни, но во некое друго видео издание ќе позборуваме малку повеќе и за тоа јас благодарам што и денеска имавме можност да гледачите малку и да видат и да уживаат во мојата музика и во мојот вокал. Еден коментар само за крај можем да кажем, пред не знам колку време, можеби пред години, напишал за еден голем уметник кој што ми доступаше, мултинамен скалат. Така да ја слободно кажам, мултиталентирана уметничка, уметник голем Јулија Нациев во Icon Show. Фала ве на сите.